Младен, зад нас се два стари бора кои што се веројатно стари многу години и векови. Така, може ли да ни кажеш? Кратово е град познат по легендите, веројатно и ова е една од легендите. Така, можеме да започнеме многу порано од сето ова, значи од настанувањето на овие борови. Јас со тоа би почнал најпрвин. Би кажал дека Кратово, како градче кое што се наоѓа во кратер на изгаснат вулкан, крие многу приказни, но и многу природни богатства. Меѓу тие природни богатства, прво е во секој случај рудното богатство што го имаме, и Кратово, речиси целата негова историја на Кратово е поврзана со рударството. Именно уште од антиката е забележан овој потенцијал на Кратово и низ текот на вековите, подоцна Римската империја, Византија, како и Османлиската империја, сите тие ги искористуваат кратовските рудници и успеваат да ги разработат во различни периоди до различен степен. Па така тука вредно за напоменување е периодот некаде околу 14 век, кога и на овие територии бил деспот Јован Оливер. Во тој период е можеби едно од најзначајните периоди за Кратово, бидејќи тука Кратово станува административен, рударски, економски, културен центар, духовен центар, бидејќи Јован Оливер е всушност и ктитор на Лесновскиот манастир, кој што некогаш бил дел од Кратовската општина, односно од Кратово. Го споменав тој период, а тој период е значен поради тоа што дошле саси и шлези, кои што биле искусни рудари, имале намера да го развијат рударството. Всушност и за тоа биле донесени тука во Кратово. Кога дошле тие за да го одбележат својот нов почеток, засадиле 5 бора и 2 костени. Денеска, за жал, имаме само 2 останати од овие стари борови, кои што веќе повеќе од 6 века обстојуваат и се еден белег на Кратово. Интересно е да се напомене тука дека другите имаат паднато, односно првиот има паднато во 20-те години на 20-тиот век од старост, па има една информација дека од него се направило разбој, бидејќи Кратово, кажавме, е познат и по занаетите. Од друга страна, вториот исто во 20-те, односно 1928 година го има удрено гром, и последниот се има исечено 40-те години, 1948 година, кога се правил патот што е позади нас. Интересно е тука исто да се напомене дека овие два бора на вистина го красат локалитетот Карши Бавча и всушност и се заштитени како природно наследство на Кратово. Дополнително, кога веќе го спомнавме рударството, неминовно е да се спомене и тоа дека во Кратово имало и топилница за рудите, но и монетоковачница. Всушност се ковале пари, а особено значајно тука за напоменување покрај римскиот и пред новата ера римскиот, византискиот период, османлискиот период, така што интересно е една поема што е напишана за Кратово од страна на еден османлија во тој период, се обраќа на османлиите. Поемата се вика Кратово и се обраќа на османлиите со овие зборови. Зошто одите во Мека за да правите поклонение и да се молите, наместо тоа поклонение да го правите во Кратово, бидејќи живеете од кратовското злато. Тоа докажува дека Кратово давало на вистина многу злато на Османлиската империја и поради тоа е едно од позначајните центри во овој регион. Кога сме овде и кога спомена една од работите или легендите кои што треба да ги знаеме, или можеби 2 или 3, или ни напомена овој пат, која е легендата која што за Младен е највпечатлива за Кратово? Така, имаме многу легенди за Кратово. Јас не знам дали би можел да одберам некоја која што ми е мене така омилена, но можеби ќе спомнам една што ретко некаде можеби ќе се сретне, а тоа е за веќе паднатиот Сарајски мост, кој што се наоѓал на пределот во Ајдучката чаршија, во тој предел, во близина на Турскиот затвор и мостот, Гровчанскиот мост денеска. Денеска имаме само остатоци од тој мост. Имено еден
турски големец, односно османлиски големец кој живеел од другата страна на реката, имал многу убава жена. На местото каде што е денеска хотелот Кратис, всушност имало амам кој што бил еден од најубавите на балканскиот простор. Во тој период немало мост на овој дел, па така неговата убава жена морала да поминала низ Сајдучката чаршија и сите мајстори во тој момент престанувале со работа и излегувале надвор за да ја гледаат убавата жена. Од љубомора тој изградил мост кој што го поврзува делот од неговата во близина на неговиот царе куќа до самиот амам. Тоа е една од легендите кои што кружи низ населението и е навистина интересна. Така што еве, љубовта предизвикува многу работи да бидат потегнати. Благодарам. Благодарам и вам. Но само